Македонија, 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 Македонија. Народни пактови. Значи, тоа е меѓународниот пакт за граѓански и политички права и меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права, кој во член 2 ја обврзува секоја држава подписничка да ги преземе сите чекори, користејќи ги во најголема можна мера своите извори да, под наводници, да се постигне постепено потполно остварување на правата признати во овој пакт. Правата што се негов составен елемент вклучуваат самоопределување, значи тоа е член 1. Пактот за граѓански и политички права, кој го препознава вроденото достоинство на секоја индивидуа и промовира создавање услови во секоја држава со цел уживање на граѓанските и политичките права. Државите подписнички кои го ратификуваат пактот се обврзани да ги заштитат и да ги гарантираат основните човекови права и се обврзуваат да преземат административни, судски и законодавни мерки со цел заштита на правата предвидени во договорот и да обезбедат ефективен правен лек во случај на повреда. Пактот се повикува на принципите на недискриминација содржани во член 2 и член 3, меѓу кои е и право на слобода на мирен собир, кој согласно сите правни норми, власта и надлежните органи треба да го заштитат од сите аспекти и со сите сегменти на мирното и слободно изразување на мислата, ставовите и пораките. Кога во оваа ситуација самата држава, односно власта што ја злоупотребува и државата и сите државни институции ги прекршува, значи овие основни човекови права и се што овдека на кое што има право и народот, македонскиот народ, мнозинскиот конститутивен и сите државјани на Република Македонија, тогаш во тој случај ние сме тој прв единствен бедем на одбраната што бевме пред 2 години, година и половина континуирано од овде, во недостаток сега на категоричен и јасен став во заштита на овие права што веќе се прекршија на повисоко ниво со уставните измени, а ни беше тој вторни или прв, односно ние во негова подршка, ни беше председателот на државата. Сега кога тој гледаме дека не го направи она за кое што сите очекувавме, а тоа требаше да биде едно барање до Генералното собрание на Обединетите нации, со кое што по правен пат и правичен, според сите меѓународни норми, во предвидена постапка, каде што е вклучен и Меѓународниот суд за правда, требаше барањето да биде испорачано до соседна Република Грција пред се и да се побара од сите тела и органи на Обединетите нации кои што се надлежни за таа заштита и Советот за човекови права во Женева, значи требаше да се отвори прашањето како да се продолжи тој меѓународен начин, односно постапка на решавање на проблем кој што постои меѓу две земји, но меѓутоа не наметнат проблем, не префрлање на страната која што е недолжна, значи не е виновна, да се префрли вината, туку на страната која што во овој случај извршила геноцид
Според историски сите и факти, тоа е познато дека тоа го направила соседна Грција и треба да се бара, како што е утврдено во тој процес на помирување, односно реконсилијација, да си го признае извршеното геноцидно, односно злосторство против човештвото геноцид, и на тој начин, значи дури и оштата, Република Македонија има право да бара и македонскиот народ кој што бил субјект на тој геноцид, да го бара, што и го баравме ние со жалбата до Обединети нации во Женева, и после тоа да се на тој начин дојде до траено решение и помирување помеѓу двата народи, добрососедски односи со Грција. Но тоа не го направи, за жал, председателот, единствената легитимна власт, сега народот во своето име си го бара тоа. Значи нема друг прифатлив и демократски начин од оној што е утврден во целиот демократски свет и каде што таа постапка се поведува за да може објективно, суштинствено да се решат тие прашања што постојат помеѓу народи кои што дошле до таа точка степен каде што некој направил, а некој бил субјект на геноцид.